Прво има две главни мрежи на волонтерски мерни станици каде што најчесто луѓе ги закачуваат нивните станици. Едното е Pulse Eco Pulse Eco The Things Network е, така се вика. Наша е буквално од Скопје мрежата направена. Другата е Luftdaten германска една, која што е повеќе европска. И луѓето најчесто ги закачуваат нивните станици таму, каде што понатаму ние ги влечеме продуците од тие мрежи. Таму. Добро, јасно. Значи не директно фактички кај тебе ја дава датата, него ја дава преку пример германците, а ти ја влечеш од германците. Не секогаш, значи има дури и од гости мислам кои што директно ги влечеме ние. Супер, окей. И третиве сакав да ми кажеш за сателитскиве, како функционираат тие? За sci-fi многу се свиѓа. Тие се сателити. Значи тие се сателити кои што се орбитираат околу земјата. Со која цел се пуштени? За следење на загадувањата. Со башта? Од кого? Европска вселенска агенција. Има и амерички, ама ние европските ги користиме. Европска вселенска агенција Sentinel-5P се вика. Сателитот. Целофенси баш го лансира пред неколку години, иначе ова е поново. И тој кружи околу земјата и на секој час ние имаме најнови податоци за како изгледа загадувањето на нормално поголема резолуција. Ама деловка е шу моментот снима. Така? За да дојде до тебе треба да се сврти веројатно, нели? Тој се орбитира на секој час. На секој час он има орбита. На секој час цела ја окружува. Тој се фокусира на Европа со поголема резолуција. Со колку се движи тој бе? Не знам нешто. Брза работа. Вселена е брза работа. Едно вртење у саат. Многу е брзо. Многу е брзо, али има доволно податоци заедно комбинирано со временски услови и така натаму што се јавно достапни. Европската вселенска агенција едноставно ги дозволува кој сака да ги користи. Така што дури да нема сензор на некое место, ние може да добиеме апроксимација, нормално дека не е најхардкор вистинската бројка што е доле, али добиваме доволно блиска апроксимација. Преку кои параметри? Шо гледа? Аеросоли. Значи тој во главном пушта сега може грешам дали беше лазер, ама пушта некој вид на пулс кој што оди до земјата доле и во зависност од фреквенцијата на пулсот тој се одбива од одредени типови на аеросоли. PM10, PM2,5 се различни и он тоа го мери. На тој начин го мери. Фактички јачината на фидбеков знае колку има, знае колку има од типови на таа мерна станица не е ПСР. Та не е ПСР, не е малку повеќе. Малку, не сум нали AliExpress имаат, не.